Тој што прашува е глупав кратко време. Тој што не прашува останува глупав за секогаш. Се што не знаеш прашувај, но не кажувај се што знаеш. Целата смисла е во тоа што нема смисла. Ао, еве го пријателот мој. Добар ден, пријателе. Па каде се забави ти толку време? Добар ден, пријателе, добар ден. Повели. Тури, ајде, тури. Ау, а јас те чекам целиот ден за да пиеме по една чашка. Ајде. Да ти кажам право, пријателе, читав една книга, ја наречев од тугина. За паротитисот, за блефарофимоза, арганолоцитоза. Мощно е интересно. Сигурен сум. Ајде. На здравје, да сме живи и здрави уште многу години и да даваме мудрост по народот. Така е, и да ги лекуваме сите луѓе од сите болештини. Така е. На здравје. На здравје. Добра, добра. Тури уште по една, ајде. А како уште по една? Пријателе, а нели сите еки ми препорачуваат една чаша ракија дневно. Една е лек, 3 се отров. Мора тури тука, ајде. Ги знам сите болештини и сите илјачи на светот. Ајде, тури. Ништо нема да ми биде уште од една ракичка. Пријателе мој, ти си еким толку многу време. Јас се прашувам самиот себе, како тоа досега не успеа да најдеш лек од смртта? Па нели е греота, јас и ти, вака учени луѓе, да умреме како и сите други обични смртници? А ти, пријателе? Еве ти, толку многу книги имаш исчитано, толку многу филозофија, пријателе, и не ја најде смислата на животот, како? Не ја најдов, ама убав е пустиот, убав е за живење. Убав е, бре, да биде вечен. Да, на здравје. На здравје. На здравје. Туку... Си мислев. Прво ти. Не, ти, кажи. Не, повелете. Јас сум еким, таман работа да не дадам предност на еден филозоф. Да, ама ти си малку повозрасен од мене. Да, малку. Добро, тогаш еве јас. Ако не да почнам јас. Не, јас. Вака, пријателе, си мислев. Еве, јас и ти да ги споиме нашите знаења заедно. И да одиме од куќе на куќе и да шириме мудрост и да ги лекуваме луѓето. Јас истото си го помислив. Тогаш, уште утре да тргнеме од куќе на куќе. Дај си рака. Еве рака. Ајде сега тури уште по една. Ајде. Леле. На здравје. На здравје. Елено, Керко, ајде дојди да ми помогнеш за ручекот. Не може, мајко, читам. Аман со тие книги. Што ќе ти се за живот насало. Јас ќе одам град, мајко. Домакина дали ја слушна? Ајде, кажи нешто. Остаја да нека чита, нека учи. По крај неа може и ние поучени ќе станеме. Ама, мене кој ќе ми помогне в куки? Каде, Елена? Дум Спирос. Еве, ова е вака трета куќа поред. Вистинската љубов е како игла во сено. Ќе ослепеш барајќи ја и на крајот, кога ќе ја најдеш, веќе си слеп и не можеш да ја видиш. Што рече дека продаваш, синко? Ништо не продавам јас, дедо. Чекај. Ова е случај за мене. Овој не е слеп, туку е глуп. Дедо! О, дедо!
Имаш ли проблеми со слухот? А? Не бе, чедо, убаво ве слушам. Ти зошто викаш? Овој нас најде да не прави будали. За малку ќе не направеше будали. Будала ги направи. Јас 100 години уште малку ќе направам. Тие мене ќе ми кажуваат. Пријателе, јас се сетив. И јас се сетив, пријателе. Добро, ајде, прво ти. Не, кажи прво ти. Не, прво ти. Прво ти. Ама ти си повозрасен, пријателе. Да, малку. А бре, граѓаниве, многу паметни се прават. Јас си велам да одиме по на друго насело. Таму нас никој не познава. Ќе ни бидат многу благодарни луѓето, а освен тоа ќе не нагостат убаво. Пријателе, значи целото време имаме иста мисла. Па јас и ти, пријателе, како се најдовме олку учени? Не знам, пријателе. Кој е ова девојче што делува вака паметно и носи книга во рацете? Не знам. Ама се гледа дека пука од здравје. Немирот е незадоволство. Тоа незадоволството е првиот чекор кон напредокот. Покажете ми сосема задоволен човек и јас ќе ви покажам неуспех. Кој сте вие? Никој во нашево село не говори така. Ние сме учени луѓе од градот. Јас сум филозоф, а тој е Еким. Се гледа дека ви годи селскиот воздух. Вашите образи се толку многу заруменети, такви какви што треба да бидат. Господа, направете ми чест и дојдете во мојата куќа. Се разбира. Мајко, татко, ова се Аристотел и Михаил. Аристотел е филозоф, а Михаил е Еким. Дојдени се во селото да ни дадат малку ум на нас селаните. Мислам дека е добро убаво да ги пречекаме. Ајде да принесам јас. Седнете. Седнете. Домаќине, гледам јадеш недозреан зеленчук. И кај да си немаш. Но добро е што јас сум тука, јас да ви кажам. Не е убаво тоа да се јаде. Го знаеш ли тоа, домаќине, или не го знаеш? Ни татко ми не го знаеше, а ниту јас сакам да знам. Утре тешко дека од кревет ќе станеш, да знаеш. Ајде. Ајде, повелете. Ајде, браче. Така. Така. Живи. Епа, драги гости, повелете. Дали мртвите паднаа залудно? Ако светот остане ваков, тогаш да. Секое залче треба да се изџвака 32 пати за убаво да се свари во желудникот.
Јас дури понекогаш и подолго джвакам. Пријатно јадење. Пријатно јадење. Ајде јас да наместам да прилегнете. А не, не мачете се домакинке, како што гледам надвор е убаво времето, ние ќе преспиеме во дворот. Не мислам дека ви е многу паметно во дворот да спиете. Ке врне. Домакине, ти кај се правиш еким и велиш дека незрел зеленчук може да се јаде, сега се правиш и метеоролог. Слушајте ме мене, вечерва нема да врне. Пие како сакате. Јас секако в куќи ќе си спијам. Господине филозоф, имате ли вие некои книги што може да ми ги оставите за читање? Викајте ме Аристотел. Аристотел. За тебе, Чичко, Ристо, Тел. Па добро сега, видете, таа не е толку мала и јас не сум толку стар за да ја бидам Чичко. Не, за жал, драга моја, не земав книги со мене. Меѓутоа, може да дојдеш со мене во градот и таму самата да си одбереш книги. Јас имам цела библиотека таму. Може ли, татко? И јас имам книги. Да, најдобро ќе биде ти да дојдеш, да изучиш во градот екимска школија, па да се вратиш во село, па да ги лекуваш селаните, а? Многу би сакала. Ке подумаме. Како ти изгледа домакинот? Прост селанец. Смешен ми е. Ама, Елена, убаво. Убаво. Ние двајцата не женети. Не женети. Таа една, ние двајца. Пустата се ќе направи само за да дојде во град. Мене ми се бендисува, знаеш? И мен, Ама да ја земам јас. а јас да ја земам? Ма ти си постар сега, ова е ко за мене. Сигурен си? Еј, ме капна, ова ќе заврне. Не е можно. Ајде да влеземе. Ама, ништо не наговестуваше дека ќе врне. Види го црниот облак ќе заврне. Ајде да влеземе. Ајде. Многу рано си станала, Кирко. На вакво време подолго се спие. Врнело, татко. Знам. Ene ги, господана од градот кај се стисна Левкујна. Како сум се здрвил, пријателе. Убаво рече домаќинката овде да ни постели.
Не, ние во двор ке сме спиеле. А ти пак беше сигурен дека нема да заврне. Откаде си ти толку сигурен дека баш заврна? Па заврна? Заврна дошт ноќеска. А што е дождот? Дождот е само една мисла. Пријателе, ајме туку филозофирај. Заврна дошт и многу е убаво сега во воздухот. А добро, што ако тоа беше само еден сон? Како што животот исто така е само еден сон во сонот. Значи велам дека заврна дошт и точка. Туку овој и домајкинов кај бре. Сигурно го фатило некоја температура од тој незрелиот зеленчук што го јадеше вчера. Јас велам дека сигурно уште спие. Јас велам дека сигурно е болен сега. О! Ај, добро утро, мили гости. Добро утро. Како спиевте? Многу убаво. Мене не ми изгледа на болен. Добар ли си ти, домајкине? Арен сум? Грлото те боли? Не. Чекај. Добар ли си, велам? Абре, добар сум. А грлото те боли кога голташ? Не. Чекај да видам. Отвори уста. Ајде кажи а. Ау, аме тебе грлото ти е црвено, бре. Болен си. Маре, јас си сум Арен, младичи. Хај, си имам јас работа. Прост. Значи немој да бараш проблем таму каде што го нема. Човекот е здрав, прав, цврст како дрен. Гледаш дека и ти погреши? Добро утро, добри гости. Добро утро. Како спиевте? Убаво. Многу убаво. Ле, пустай, јас сум се успала. Сите станале, јас последна. За срамота. Керко, ајде дојди да ми помогнеш да спростра ништа. Не може, мајко, имам за учење. Ама дојди сега, после ќе учиш, ми требаш. Ама сега имам за учење, после ќе учам друго. Остави ја, јас ке ти помогнам. Нека си учи. Ајде. Да излеземе малку на воздух. Каков убав ден. После дождот, се е мокро, небото е сино, а ти учиш. Колку прекрасно дека учиш. Репетициум est mater studiorum. А што учиш? Историја. Колку убаво. Ама непотребно. Суштината е во филозофијата. Ако сакаш да научиш нешто за животот, само филозофија. Дали би сакала ти да дојдеш и да живееш со мене во градот? Јас таму ќе те научам на се. Сакам? Пријателе, Пријателе. оди ти помогни на домакинката, се изморив, јас не можам. Нема никаков проблем, пријателе, само ти кажи. Малку и постар сум. Оди да ја помогнеш. Оди. Пријателов те замообетува, не можеш да се читаш на рад. Јас гледам голема иднина во тебе. Да, но не овде во селово, туку во градот. Не си ти за молзење крави. Ти си за да живееш во градот, овде потенцијалот ќе ти го уништат во селово. Да дојдеш со мене, заедно ќе работиме, ќе лекуваме, ќе живееме заедно. Сакаш? Сакам? Ајде уште денес тогаш да тргнеме. Епа, домаќини, ви благодариме за гостопримството. А сега време е јас и мојот пријател да си тргнеме за назад. Ама пред да си тргнеме за назад, јас сакам да ве прашам вас, домакине, како знаевте дека ќе врнем? Телињата ми беа многу немирни. Тоа ми е знак за дожд. Телињата се попаметни од тебе. Човек учи додека е жив. Ова добро ќе го запаметам.
И уште нешто. Домаќине, девојчево ќе дојде со мене. Ќе дојде во градот и ќе учи школа. Бива ли? Не. Девојкава ќе дојде со мене во градот за јас да ја научам на најважната книга за животот. Не. Ти можеш да ја учиш ако сакаш, но таа веќе си избра. Ќе дојде во градот и ќе учи за екимка. Не, јас колку што знам, таа мене не ми кажа така. Сакав да видам дали сте вистински пријатели или си правите работи зад грб. Самите видовте што излезе. Да бевте сложни, ќе знаевте дека и на двајцата ви кажав да. Изгледа во градот не ве учат на најважните работи. Затоа, јас ќе останам во селото и ќе ми биде учител самиот живот. А ние, пријателе, дојдовме во селово за да делиме ум. А селаниве? Школија немаат, ама мудрост имаат. Ние имаме ука, а тие нам ни дадоа поука.